Бизнис. Како предприемачите и бизнисмените гледаат на овој миг на можен излез од економската криза или отстравувањата за нов бран па и нови премрежја? И што значат владините мерки, особено овој пакет на инвестирање во наredните 6 до 7 години од околу 8 до 9 милиарди, што владата го навестува. И се разбира, овој пат ви нудам гостин кој, освен ова макроекономија, многу повеќе знае како опипливост на животот и на производството. Слободан Кутревски, Цобе, еден од собствениците, односно собственик на веќе престижната ПКБ-ско индустрија за преработка на месо, зеленчук и се разбира дистрибуција на одредени специфични производи. Добро утро, господине Кутревски. Веднаш ќе ве прашам и покрај премрежјава што ги имавте, како ПКБ-ско успеа да одржи одредено ниво на, може би не така драстичен пат, но на профитабилност? Добро утро, Чом. Ти благодарам на поканата. Значи, ова положба со пандемијата беше неочекувана за сите. Се боревме против непознат непријател. Не знаевме какви мерки да преземеме. Се тоа го учевме во тек. Тука морам да пофалам нашата стопанска комора, која секојдневно со своји соопштенија, укази, ни ги праќаше онлайн на сите и оттаму учевме како да постапуваме. А нормално и самите ние, читајќи портали, читајќи вестници, секојдневно лиферувавме соопштенија во нашите компании и полека се адаптиравме на постоечката положба. Нормално, се тоа беше на некој начин виша сила. Затворени прво граници, потоа затворени компании во други држави. Почнуваше затварање и кај нас. Сето тоа беше за нас нешто ново. Намалена потрошувачка рапидно, што е основа на вашето обстојување. Така. Беше само еден месец, така да кажам, панично купување. Прошлата година во март месец. После тоа почна да паѓа. Така да на крај на годината имаше некој пат вкупен пат од 11%. Што во постоењето на физички обем на производство, бидејќи повторам уште еднаш дека релативно физички обем на производство имаше 9%, на финансиски имаше 11%. Што падна повеќе? Домашниот пазар или извозот, бидејќи вие сте во една регионална експанзија, доминантна како преработувачка индустрија? Има една, како да кажам, појава необјаснива. Домашниот пазар порасна 11%, тоа велам за производство, а извозниот пазар падна 9%. Бидејќи ја во вкупното портфолио имам разни производи, пред се тука мислам на цигарите кои зафаќаат голем обем од работењето и нивното варирање, односно паѓање, доста се одразува на фирмата. А инаку, гледајќи го прехранбениот дел, и производство, и трговска прехранбена роба, падна 9%. Падна 9% на вкупно ниво. Оствари раст од 9%. А совместното оствари раст од 11%. На домашен пазар. Направивте крупна инвестиција со префрлањето од еден дел на Шуто Ризари во Моране. Најавувате нови инвестиции во однос на некакви еколошки перформанси на компанијата и така натаму.
што направите со човечките ресурси? Бидејќи многумина, сега ќе биде малце груп од вас, бизнисмените, која почувствува дека владата станува издашна, издушна во почна да ја сметаат владата за државно цицалче и дека треба така да се соочуваат на крај. Резултатите покажуваат дека значаен дел, освен туризмот и угостителството, не претрпува такви ломови да не може да го преживее овој период. И сега да бидам груп, извадивте своји пари за да можете да ја премостите кризава и со оглед на тоа дека сте добар банкарски комитет, како банките вас се сервисираа? Потполно ти е прашањето и елаборатот на прашањето на место, Вајчо. Значи, имаш право прво за колегите, бизнисмени, тоа се гледа и до, еве сега, појавуваат таму некои листи кои не исплатиле плати, зеле државни помоши и така натаму. Све тоа не е на место. За разлика од нив, ПКБ-ско нема добиено така речени банка што се однесува до пандемијата. Морам да те поправам, значи, ние се префрливме во Кадино со објектот, а Шуто Ризари го реновиравме и тој работи. Не со тие капацитети со кои работел, али во злу не требало, кога ваму нешто ќе затребе, како ќе застане, се префрламе таму, пошто и тој објект е комплетно опремен за истата дејност која е во Кадено. Како, значи, ние со државата подпишавме 5-годишен договор, пред 5 години, значи, сега годинава истекува за финансирање во развој. Негде 5 милиона евра. И оваа година остануваат 400.000 уште да се допотрошат од тие инвестиции. Тоа се за технолошки иновации, за производни, се за развој. За човечки ресурси, за се. За човечки ресурси. Не се, тоа е за опрема и екологија. Добро. Опрема и екологија. Значи остануваат уште 400 милиони кои веќе се 400.000 кои се веќе во завршна фаза да се допотрошат. Тоа се претежно банкарски средства, делумно наши средства. Пошто филозофијата на фирмата е, пошто располага со обртен капитал, кредитирањето да биде преку банки, да се враќа редовно, да се сервисира, да се добиваат поволни услови од банките, а оваму да се прави поголем обрт. И тоа да го правите како револвинг, ви треба кондиција, ви треба производство, ви треба визија. И сега, на што ги употребивте парите овие 4? Во овие услови на пандемија и пред тоа да инвестирате, видите, човек капа да ви симне. Така. Значи, прво, за да нашата индустрија местна да функционира, се набавува претежно еднаш годишно месо. И се набавува од 6 до 10 милиони евра. Сега, тие пари кога го набавуваме тоа месо, ги користиме тие пари. А нормално и редовно даваме плата, која за чудо таа порасна во пандемија просекот. Дојде до 29.000 повработен. Сервисираме други трошоци. Тоа не оди со кредити. Кредити оди опремата. Па, од таму можеме да кажеме дека ние пандемијава не ја осетивме. Не ја осетивме од причина што, реков, на домашниот пазар имаме голем раст, кој е незабележан во досегашни овакви услови. На странскиот имаме 9% пат. Дали е тоа резултат на палетата, на моноволуменската палета на собствената трговија, производство, зашто многу од фирмите кои беа еднородно производно ориентирани и зависеа исклучиво од цените и пазарот, се најдово деликатна ситуација. Дали тоа ви дава за право да размислувате да обстоите само на овој дел на брендот што го правите регионален лидер за местна индустрија или ќе продолжите со сите други? Мојот работен век е при крај.
Добре, ама двата сина више Так, школувани надвор секаде. Така, да. На нив останува, пошто таму покрај овие два капацитети, останува простор од 40.000 квадрати. Празен простор за градење. Ако имаат желба, ќе си градат. Мене ако ме прашаат, ја веќе немам што да градам. Ја можам само советнички да од страна се поставувам. Немам веќе енергија да почнувам од ново. Тие имаат други идеи кај нив, пошто се двајцата школувани надвор, да се откупат фирми кои се на пазаров, да речам, присутни, да се инвестира во нив и да се купи некој развиен бренд. Не да се почнува од бебе. Да. А што се однесува до постоечкиве капацитети, тие се уште не се исполнети. Па не во овој момент не размислуваме за таков исти капацитет да отвараме. Пошто? Па тоа би било сулудо само конкуренција да си правите, само мора да ви признаем. Освен ако не сакате да уништите конкуренција. Не, друго е работата, да се освојува више Западна Европа. Европска унија. Тоа во интервјуто што да го прочитам, вие зборувате дека сакате да излезете од овие регионални рамки. Так. И брендот да го пласирате во Европа. Се прашањето, ние сме во ситуација во која немаме, да речем, условно местно производство. А меѓутоа нема конзервна индустрија во светот која зависи од сопственото производство, освен овие големиве јужноамерикански па и западни индустрии. Кажете ми, со оглед на тоа дека стигнавме до месото сега, има една и до месните производи. Зошто растат цените? Зошто, дали е тоа реална потреба на импутот на суровините, на светските берзи, храната вела дека веќе испоред ФАО дека ќе има тренд на покачување на цените. Зошто и дома тоа се случува? Значи, во конкретно во нашава индустрија, сировината се обезбедува од надвор. Ние овде се фалиме дека имаме свинјарско производство, пилешко и говедско, не се фалиме и тоа е без царина. А свинјарско производство е многу заштитено. Има и царина и прелевман. Па што е поповолно, бираме. И веќе со оваа влада 4 години не излага во сусрет. Најде некое меѓу решение да ги задоволи и, да речем, условно речено, свињарите, да не задоволи нас производителите. Пошто свињарите, прво, немаат месо за нас, имаат месо само за конзум, свежо месо. И второ, тие немаат услови тоа месо да го спремат, го функционираат онака како што нам ни треба, како што го добиваме од Запад. А ние, пред тоа, бевме приморени да ги плаќаме тие давачки, што е нонсенс за индустрија производствена, секојдневна, да плаќаш давачки, тој се некои 2-3 милиона во буџетот, евра, кои ги се земаат преку тие давачки, а кои нас па ни сметаат од гледна точка да бидеме гости на домашен пазар, за таа разлика во цена, пошто сите странски, околни, регионални играчи излезуваат во Македонија без царини, без давачки. И ние во некој старт од 20% сме на повисоко ниво, поскапи од нив. И тоа е таа разлика. Реков, 4-5 години. Ама тоа, например, било само, ако така трнеме по таа логика, само производите на ПКБ-ско. Не. Растат цените на прехранбените производи и расте цената на месото, расте цената на конзервната индустрија. Ќе ти одговорам, ние сме застапници на голем бренд, Диамант Зрењани. Да. Од него годишно 3-4 тона зејтин влечеме, плюс други производи. Сега, тој зејтин го купува на светски берзи. Тоа зрно, сончогледово зрно го купува таму. Таму расте. Како што и месово наше што го потребуваме, не се гои овде. Го зголемил германецот, холанѓанецот, шпанецот, што да правам ја, да не го зголемувам? Слободан Кутревски во утрински брифинг, собственик на веќе брендираната ПКБ-ско,
со поливалентни своји производи, од конзервна индустрија, месопреработувачка, дистрибуција на цигари и друга стока за широка потрошувачка. Кутревски, како ви изгледаат шансите ова пост-ковид економија да не врати на патиштата кога имавме мало, ама стабилно производство, стабилен пораст? Јас сум по природа оптимист. По природа сум оптимист и, како да кажам, прво се надевам дека за краток период, до крај на годинава, ние ќе се вратиме на тој на тоа ниво кој го имавме пред ковидот. Зашто велам така? Во сите сегменти на моето работење, дали е тоа индустријата, дали е тоа трговијата, дали се тоа цигарите, веќе 2 месеца имам раст. И тоа значителен раст. Како во физички обем, како во финансиски, во однос на претходните 3 месеци. Веќе ги гледаме ние и секојдневниве наши реализации се во денови кога се природно денови послаби во работењето, сега се за 20-30 подобри. Среда и петок, пазите. А истото се случува и во извозот. Лани беше греота да се гледа Црна Гора, кога од, пример, 100 тони месечно се падна на 40, кога плажите звриеа празни. Во Босна не дојде ни еден повратник, во Косово не дојде ни еден повратник. Сега го очекуваме тоа, све да се врати нас. Вие сте малку од ова што го следам, оптимист да речам, иако као бизнисмен важите за оптимистички настроен. И велите дека до крајот на годината можеме да се стабилизираме. Меѓутоа, Завод за статистика фрапантен податок зборува дека нас во првиот квартал не само што немаме пораст на GDP, туку има стагнација и што е многу индикативно. Ја реков дека првите 3 месеци беа слаби. И ја реков овако. Четвртиот и петиот месец веќе покажуваат живост. Да. Али GDP до крај година се предвидува раст, мислам. Да, 3,6. Да, си не е важно. 3... Да, 3,6. Така. Добро, рекоа дека во пореразвиените земји помал раст, во поразвиените дури до 80% предвидуваат раст на GDP. Па од тие прилики ние сме во тоа обкружение. Ако не бидеме, како да кажам, во корелација со Европа, со Австрија, со Италија, со сите во работењево, и ние нема да растеме, пошто се уште, мислам, не се уште, туку се чувствуваме како дел од европското семејство. Не може да таму да расте 80%, ние да не порастеме 5%. Од таа логика се води мојот оптимизам. Пошто сега далеку полесно набавуваме месо, него прошлата година. Заради функционирањето на берзите или за полесни транспорти? Не, ти сега мислиш на цени. Цената е абсолвирана категорија. Ние тука не влијаеме. Ние само... На светските пазари има ли пораст ова што Фаа го вели на храната, ќе дојде до значителен пораст пост-ковид и така натаму? Или нема? Порастот на оваа година, овакво гледано на 19-та година, е помал него 20-та година во нашата индустрија. Значи, цените не пораснаа толку многу во однос на 19-та година, како што пораста 20-та во однос на 19-та. Така да можам да кажам дека се и малку и намалени цените. Како ја оценувате глобална економска ситуација во Македонија и со оглед на фактот дека ние имаме една дилема дали натаму додиме во оваа спирала на задолжувања, како тоа да се направи, а да заживее производството. Сите ќе го слушам битичи, ние се задолжуваме за доброто на луѓето и за решавање на кризата, ама тоа е задолжување кое некој треба да го враќа, вашите генерации, моите генерации, нашите потомци и така натаму. Сигурно нема да останеме гладни. Шом, мислам, да остави држава да бидеме гладни. Угостителство и туризмот се, како да кажам, жали Боже, паси. Да не си во нивна кожа. Ако не им помогне државата, кој ќе им помогне? Така да,
Ова што го прави државата, ја мислам, е во ред. Бидејќи, ајде, мене и такви како мене кои ги има повеќе, многу ги има поголемите компании, а овие што останаа на, да кажеме, на помал број вработени, сета таа помош им требе. Ќе го враќаат децата. И ние од Југославија носевме големи кредити во тоа време, па тие кредити се враќаа. Се уште немаме банкнотирано во овие 70 години како држава, да кажеме, мада е тој задолженост во однос на GDP дојде негде над 60%, така ли? Црна Гора има 103% задолженост. Србија има помалку. Така да не гледам многу опасност во овие нивни потези. Бидејќи битно е сега да се тоа надмине и да се гледа оптимистички и нормално да се зафатиме и за работа, не само да чекаме. Има ли работници со оглед на фактор дека значаен дел од работниците се обидуваат да се сокријат зад ковид, има недостиг на стручна работна сила? Стручна работна сила за нашата индустрија Македонија нема. Немала и пред ковидот, сега уште повеќе. Бараме само луѓе кои сакаат да работат. А каква квалификација имаат, какво знаење, им оставаме нив да само дојдат, ние ќе им го решиме тој проблем. Тоа значи дека сте вие перманентно фирма за образование и обука? Перманентно. И се случуваше во тие времиња, пошто локацијата ни се префрли подалеку од Скопје, за тие причини да изгубуваме некогаш и цела смена на вработени. Цела смета, пошто губат саат-два во идење одење на работа. И сето тоа им смета на луѓето. Сите сакаат можда да работат во центар, да работат во администрација и во близина тука во Скопје, али за такви индустрии како мојата нема место во Скопје. Благодарам, тоа беше Слободан Кутревски, познат Собе, кој е газда на ПКБ-ско, фирма која поминува над 40 години посттранзицијски развој во Македонија и чии изјави и анализи ги чувте околу ситуацијата со ПКБ-ско и релациите во економските прогнози до крајот на годината. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости на Утински брифинг. Ви благодарам и вас.